Благодарам. Господине Заев, постојано говорите за конструктивност и за конструктивни предлози од страна на ВМРО-ДПМН. Јас не знам дали сте заборавиле, верувам дека не сте, ВМРО-ДПМН ви понуди 50 пратеници само да не прифатите нешто што прифативте, ви понуди 50 пратеници кои што ќе ги поддржуваат конструктивните закони и реформи, само да не го прифатите и овој капитулантски договор. Но вие одбивте. Тука беше моментот на националното помирување. Ние знаевме што следи. И кога говорите дека неприродно е во собранието да има пратеници кои што се против договорот, јас ќе речам напротив, многу е природно и многу е здраво да има пратеници кои што се против овој капитулантски договор. Господине Заев, без да бидам малициозна, затоа што ова е премногу сериозно прашање за граѓаните на Република Македонија, вклучително и за нас како пратеници, а пред се како македонци, без разлика на политичката определба. Јас имам едно прашање до вас. Што се случи со лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој што даде изјава додека го дишам овој македонски воздух, и да не цитирам понатаму, бидејќи немам време, не верувам дека постои роден човек подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Што се случи во меѓувреме со лидерот на опозицијата Зоран Заев и со премиерот Зоран Заев? Дали премиерот Зоран Заев, кога ја доби драфт верзијата на договорот од Преспа, не требаше да биде клучниот, круцијалниот момент да ја седне опозицијата, вистинската опозиција, се знае кој е, па тогаш конструктивно, сериозно да се пристапи кон подобрување на овој договор. Да немаше промена на устав, да го викневте и председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, кој согласно устав требаше да го потпише овој договор. Но направивте одредено жонглирање со правните норми, додадовте 2-3 додатоци во самиот договор и затоа го потпиша министерот Димитров. Мислам, македонската јавност и ние како пратеници тоа многу добро го знаеме. Јас сакам искрен одговор. Што се случи во меѓувреме да смените една таква изјава и од човек кој што беше решителен дека нема да се смени уставното име, сега како премиер, тука сите, па и нас, оние кои што сме на вистина против промената на уставното име, да не терате да гласаме за. Мислам, на вистина не е природно и не е здраво сите 120 пратеници да гласат за. Благодарам.